И после Преспанскиот договор, во Грција продолжуваат притисоците и уцените за формирање на македонски здруженија и организирање на културни манифестации, вели председателот на Центарот за македонски јазик во Грција Јоргос Пападакис. Борбата за да опстои овој центар продолжува, откако грчкиот Виш суд ја поништил регистрацијата, а сега ја чекаат пресудата од Врховниот суд, вели Пападакис. Тоа почна во 89 година, каде што покушавме да регистрираме Дом на македонската култура. 3 пати бевме во Европскиот суд за човековите права во Страсбург, 3 пати победивме, ама се уште Грција не го регистрираше здруженијето и нема да го регистрира. И затоа затоа го направивме и другото здружение да тераме државата да не признава на официјален начин. Тоа е најважното. Инцидентот во Лерин, каде што градоначалникот ја прекина изведбата на традиционална македонска песна, е далеку од изолиран случај. Само ова лето локалните власти се обиделе да забранат неколку македонски културни манифестации во егејскиот дел. Сепак, во Грција се развива општествена дебата за оваа опресија, што пред неколку години воопшто не постоеше, потенцира Пападакис. Тоа е за нив еден предизвик и сака да научат за корените на тие приказни, за корените на проблемот, зошто и денес Грција толку силно и толку напорно одбива да признава дека постои македонскиот јазик и така натаму. Значи, имаме позитивни сигнали и од страната на македонската популација во Грција и од страната на мнозинството. Ние како државјани на Грција ќе ги решиме или ќе пробаме да ги решиме на што подобар начин нашите проблеми со грчката држава внатре во Грција или во Европскиот суд на човековите права. Младите грци со македонско потекло имаат огромен интерес за изучување на македонскиот јазик и продолжување на културните традиции, вели Пападакис, и е категоричен дека најголем досегашен успех на македонското движење во Грција е зголемената национална свест и покрај историските обиди за асимилација.